Делови од Ченто, Стајковци, Инџиково и Црешево се уште немаат електрична енергија и стрпливо чекаат пумпи кои треба да го испумпаат вишокот вода. Фирми, институции и граѓани собираат хуманитарна помош за настраданите. Денеска е ден на жалост во Македонија во чест на жртвите од невремето што го зафати Скопје и околината во саботата навечер. Оваа одлука ја донесе владата на вчерашната вонредна седница. Последните информации од МВР говорат дека во моментов нема исчезнати лица. Бројот на жртви останува 21, а повредени се над 70 луѓе. Во делови на Пакистан продолжуваат монсунските дождови. Тие предизвика поплави и оштетување на куќи и јавни објекти. Жителите на Бану во северозападниот дел на Пакистан велат дека општинските власти не успеале да преземат превентивни мерки и покрај предвидувањата за пореен дожд. Локалните жители исто така се пожалија дека канализациониот систем во градот е застарен и дека не работи како што треба. Поплавите уништи и посеви, со што е предизвикана огромна загуба за земјоделците. Здравствени работници брзаат да им помогнат на повредените во самоубиствениот бомбашки напад што се случи пред главниот влез на болница во Кета во југозападен Пакистан. Полицијата соопшти дека повеќе од 50 луѓе загинале во експлозијата, а најмалку 100 се повредени. Бомбата експлодираше кратко време откако во болницата беше донесен застрелан познат адвокат Билал Каси. Во болницата потоа се собрале колеги адвокати на Каси, па полицијата вела дека најголем дел од загинатите се адвокати. За сега не е јасно кој е одговорен за нападот. Грузиците им оддадоа почит на жртвите од војната со Русија во 2008 на годишнината од избувнувањето на насилството. Војници и цивили положија цвеќе на воените гробишта во чест на 169 воени лица и 19 полицајци кои беа убиени во 5-дневните борби. Борби се водеа во и околу сепаратистичките републики Абхазија и Јужна Осетија, кои Русија ги призна како независни држави. Од тогаш Русија има распоредено илјадници војници во двата региони. Министерството за надворешни работи на Грузија вели дека по борбите стотици илјади луѓе останале раселени и дека се уште не може да се вратат во своите домови.